Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добродојдовте у најновата епизода. Моето име е Јосеф Дамијанов и она што денеска ќе зборуваме во оваа кратка, а многу интересна тема е за моментот фит наспроти моментот здрав. Односно, дали луѓето кои што се фит значи дека секогаш се здрави. Зошто се инспирирав да зборувам за ова и која е мотивацијата? Идејата ми доаѓа затоа што, на жалост, повеќето од луѓето почнуваме можеби да менуваме некакви навики, почнуваме да превземаме нешто во врска со нашето здравје или изглед, откако ќе се појави проблем. Тоа значи дека ако јас немам вишок на килажа и изгледам фит, онда па и нема потреба да правам нешто со моето тело или да менувам некакви навики и јас се можам да јадам, а ништо да не ми се фаќа. Од друга страна, доколку немаме одреден здравствен проблем, повторно не менуваме ништо и најчесто доколку се јави здравствен проблем и се уплашиме можеби од тоа да не ни се случи нешто, повторно ќе речеме и да ја морам да менувам навики. Во превод, луѓето најчесто реагираме на страв и во превод тоа значи дека чекаме да се случи нешто за да почнеме да ги менуваме навиките. Од друга страна, тоа што можеби немате никаков проблем не значи дека не треба да живеете квалитетно. Во превод тоа значи дека ако мојата кола нема никаков проблем, не значи дека не треба да го однесам на сервис и редовно да именувам, не знам, и гуми, и улје, и филтри и така натаму. Затоа што ако не го правам тоа, свесен сум дека ќе почне колата да работи неправилно. Но проблемот и она што е многу жалосно е што повеќето од луѓето се грижиме подобро за нашите коли, повеќето од луѓето се грижиме подобро за нашите домашни меленичиња и за другите луѓе отколку што се грижиме за нас. А доколку можеби сметате дека не треба за вас да се посветува внимание и да се грижите за себе, тогаш потхитно променете го тоа и потхитно почнете да размислувате во друга насока, затоа што верувајте дека нездравиот и неквалитетниот начин на исхрана кога тогаш мора да си ја земе цената. Тоа што можеби вие имате подобра генетика и можеби не внимавате воопшто на начинот на живот и на начинот на исхрана и немате никаков проблем и изгледате супер, не значи дека истата ситуација ќе биде и после 5-та година, не значи дека истата ситуација ќе биде после 10-та година и не значи доколку сте жена дека истата ситуација ќе биде и после бременоста. Затоа што сте свесни дека во бременоста телото и процесите не функционираат исто како што можеби функционирале и порано и се случуваат огромни промени во хормоналниот баланс кај жената. Тоа значи дека навиките и она што значи добри принципи на добра исхрана и добри принципи на активен животен стил треба да ги имаме константно во текот на нашиот живот, константно во 365 дена додека сме живи. Затоа што едноставно зошто би било поинаку. Јас знам дека можеби некогаш немаме доволно инспирација и знам дека можеби некогаш немаме конкретна цел зошто да направиме нешто и знам дека можеби повеќето од нас се освестуваме откако ќе имаме одреден проблем, вклучително и јас го знам тоа и јас сум го минал тој пат и чекав да ми дојде преку глава за да можеби сменам некои навики, но немојте да се вадите на тоа дека вие сте фит и дека не ви треба ништо. Фит може да значи добра генетика, фит може да значи и многу вежбање, не внимавање на исхрана. За секого фит има различни стандарди. За некој можеби фит значи да има 5 до 10 кила вишок и така натаму, но тоа пак ќе кажам не значи дека сум здрав. Тоа не значи дека имам доволно енергија во текот на денот, тоа не значи дека не ми се приспива после ручак, тоа не значи дека не се борам со алармот на сабајле за да се разбудам и тоа не значи дека можеби немам никаков здравствен проблем. Така да разграничете ги тие две работи и оние кои што можеби не сте фит, воопшто не љубоморете и не се секирете за луѓето кои што се фит и не им љубоморете на луѓето кои што јадат сеа ништо не им се фаќа. Ќе видите дека нездравиот начин на исхрана и нездравиот живот ќе мора да си ја земе својата цена. Мислам дека ви дадов супер вредност за оваа тема и мислам дека
Ќе ви дадам уште поголема вредност во наредната епизода и во наредната тема, а до тогаш останете ми со квалитетни здрави животни навики, во најдобро расположение и уште еднаш ви благодарам што не следите. Чао, чао!